денешниот 1 април инспирација за оваа наша утринска тема посветена на шегата и на смејата. Колку често знаеме да се насмееме и дали 1 април е ден кој што е посветен на смејата и шегата, малку до душа и на лагата, или пак е позаборавена традиција. Дали во ова брзо темпо велиме динамично секојдневие, па можеби предизвиците или проблемите со кои што и секојдневно се соочуваме не оддалечуваат од суштината на вистинското живење или на нашето постоење, тоа е радоста, смејата и хуморот кој што секој од нас го носи во себе. Да се пренесе тој хумор, да се долови, да се насмеа другите луѓе е талент, веќе и професија за стендап комичарите, но бенефитите по менталното здравје, психолошки, физички секако имаат апсолутно влијание. Рековме дека ќе имаме целина за тоа, па затоа денеска ги имаме и нашите гости. Марија Кунеска, психолог, наша да речам прилично и редовна гостинка кога зборуваме за теми од областта на психологијата, и Никола Поповиќ Ниџо, стендап комичар, познат исто на сите оние кои што сакаат да се смеат и почесто се дел од публиката на неговите стендап комедии. Добро утро за вас и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро. Може ли да почнеме со прашањето што вас ве смее, бидејќи се насмеавме од сите овие искрени одговори на дечињата, но еве Никола, тебе што те смее во денот и ти си нели родител на мало девојченце, па претпоставувам дека може дел од насмевките на твоето лице се предизвикани токму од неа, но и генерално вака во секојдневието што знае да те насмее? Па види, дефинитивно децата во последно време, посебно детето дома, знае најмногу да ме насмее. Океј, интернетот го ставам на второ место, бидејќи ова е секојдневно смеење и си присутен тука во реалноста, не гледаш во телефон. Зборам од најсмешни ситуации, еве сега е во фазон каде што се игра цело време со бебиња и она е мајка на 3 деца. Викам, алала ти како издржуваш, како ги издржуваш децата. Сега исто треба во петок да идеме на едно патување семејно. Па цело време со идејата како она во Италија дечко ќе си најде, како ќе си најде машта му, така да ќе остане ли? Ќе видиме. Така да еве како што ги гледавме и дечињата сега нема нешто поинтересно во моментов. Мислам посебно тоа кога го имаш и дома. Да. Марија, тебе што те смее секојдневно? Ти си родител, но веројатно дел од шегите да доаѓаат од децата, иако веројатно се можеби поголема возраст, но што најчесто знае да ти предизвика насмевка? Јас сум личност која често се смее. Иако дома важам за сериозна личност, ама многу често сериозна со насмевка. Така да мене знае се да ме насмее, знам да ја предизвикам смејата, така и самата себе, затоа што смејата е еден природен ресурс, биолошки ресурс кој го имаме ние во себе си и треба да го искористиме за да се чувствуваме во денот убаво. Најчесто ме смеат моите деца, дефинитивно, иако заеднички ги правиме шегите, затоа што знаеме и сме такво себество и знаеме да се пошегуваме едни на други и постојано да си предизвикуваме моменти на среќа и да се смееме, макар и намерно, за да се чувствуваме добро и убаво. Секако моите деца исто така важат за деца кои постојано предизвикуваат смеа и во училиште исто така ми ги пренесуваат, така да така си се смееме секој ден. Така и треба да биде. Да, една можеби од, да речеме, потешките задачи на родителот е да го одржи тој баланс, да остане посериозен кога треба, а истовремено да биде насмеан и расположен родител, бидејќи тоа кое што го правиме ние им го пренесуваме на нашите деца како еден нели модел за пример кој што би требало и оние да го тие да го реализираат, односно да бидат, но тој баланс е малку потешко да се постигне. И веројатно ако зборуваме од психолошки аспект или од советите кои што се даваат преку оние, кои меѓу другото се веруваме клиенти во центарот Маша Марија, центар за развој, едукација и советување, што е тоа кое најчесто се препорачува? Како да се остане и генерално, не само како родител, како да се остане насмеан, како да се и покрај она со кој што можеби секојдневието може да ни го понуди да се остане во тој баланс и едноставно да немаме стрес кон организмот, а при тоа со смеењето и со хуморот да го неутрализираме на некој начин. Така, некако е подзаборавена спонтаноста во однос на смеењето.
спонтанноста да се насмееме и кога сме сериозни. Не значи ако се смееме и внесуваме доза на хумор, дека сме помалку сериозни во однос на она кое го зборуваме. Балансот постои во моментите каде што ќе почувствуваме како родители, каде треба да внесеме смеа, а каде треба да внесеме поголема сериозност, без разлика дали сме сериозни, дали разговараме за некоја посериозна тема каде што треба детето и да го искараме и да му поставиме граници, смеата треба да е дел од целиот тој процес, односно љубовта пред се, каде што детето ќе почувствува кога ние не внесуваме хумор и кога сме сериозни, но со блага насмевка, дека ние всушност му пренесуваме љубов и преку тие моменти. Со тоа што балансот е добро да се постигне после секоја поставена граница, да му се покаже љубов, хумор, смеа, гушкање и играта да не се подзаборави во целиот тој момент. Никола, извини Ивана, дали ова го практикувате по дома? Го практикуваме, да, и многу често знае супругата да ми замери бидејќи за сериозни работи се шегувам, да. Меѓутоа, некако полесно е да се решаваат работите низ позитива. Сега зборам нормално, кога има сериозни работи сме сериозни. Едноставно, не знам, правам едва и разлика да не ја разгалам и премногу со, да речеме, со пристапот кој имам и кон детето, за да ме гледа утре како сериозен, меѓутоа малку потешко ми иде во последно време. Така да пробувам некој баланс да направам, сега за сега успевам до некаде, ама ќе видим. Што се работи или кога станува збор за на професионално поле, и тука балансот исто така многу важен, кога се формираат темите и текстот, веројатно за стендап комедиите. Имаме ние различни луѓе, различна публика и не секогаш токму тој хумор кој што е идеја на самиот стендап комичар може да биде интересен, смешен за публиката или за поединецот, а истовремено може пак да се свати на некаков погрешен начин. И тука е умешноста на стендап комичарите да го достигнат тоа ниво, односно да насмеат генерално публиката. Секој може да има своје одредено мислење, но крајниот ефект да биде нели аплаузот и сето она кое што меѓу другото го имаш и ти во твојата стендап кариера, а тоа е одново и одново голем интерес за нови стендап комедии. Како тој баланс се одржува? Колку е тоа предизвикувачки? Види, секако секој излагање пред настап, тоа прашање јас си го поставувам, бидејќи јас го гледам текстот на еден начин, публиката е многу бројна, значи дошле 100-150 луѓе кои што сите различно размислуваат. Може би на некој вечерта не му е баш за смеење. Меѓутоа, она што го имам приметено е дека на крајот од денот сите дошле со една цел да се насмеат. Така да, може би и спонтанноста во целата вечер, да речеме, дошле различни луѓе, различен, секој реагира. Па некој ќе се пронеде во текстот, некој нема, па некој ќе го внесам во темата. На крајот од вечерта сите соработуваат одлично. Еве, сега во неделата веќе 6-ти од настап ми беше во Public Room во Скопје. И со тоа затворив една целина каде што разговаравме за брак, врски, деца и останати работи. Инспирација колку сакаш? Каде што најчесто беа гости буквално во парови дојдени. И на крај имавме една интерактивна игра каде што анонимно си пишува, им поставив едно прашање. Прашањето беше што ви смета кај партнерот, а вие страв да му признаете бидејќи нема да знаете како ќе реагира. И свашта се изначитав, дури се пошегував дека луѓето стварно мислат дека јас сум психолог и дека ќе им ги решам проблемите, бидејќи навлегуваат толку во некои интимни работи, меѓутоа го свртевме тоа на многу смешен начин и дури некои од вечерите трае и до 2 часа, бидејќи тој дел се пролонгира материјалот. Колку ти, Никола, искрено се смееш на своите стендап настапи, затоа што некои шеги, како билат комичарите, се толку многу смешни што едноставно се гледа низ реакцијата на артистот. Колку успеваш да се воздржиш или едноставно не гледаш да се воздржиш, гледаш да уживаш и ти во моментот, ако се смеат и останати? Гледам, најмногу се гледам да уживам. Многу често знам и да сум самокритичен и највеќе од се ми се свиѓа спонтанноста, односно некои делови кои што ја не ми се, да речеме, толку смешни или ми се, не знам, рамна линија да речам, имаат обратна реакција кај публиката и тоа на еден начин ме исполнува и мене ме смее, бидејќи некој од другата страна се пронашол во мојот пример, ја како што им кажувам на настапите, дека многу често внесувам примери од мојот секојдневен живот.
и луѓето се пронаоѓаат до тоа бидејќи секој втор го живее тоа, така да се смеам доста често и на моите шеги, меѓутоа нешто што повеќе ме исполнува кога другиот од другата страна се смее на нешто што можеби мислам дека не е интересно или не е толку смешно, така да таа реакција ми дава нека потврда дека некој фидбек. Да. Смејата е заразна и како видиме, ако сме обкружени со луѓе кои што имаат смисла за хумор и знаат почесто да кажуваат шеги и не смеат и предизвикуваат нели кај нас смеа, некако се повеќе сакаме да бидеме во нивна близина, но во време во кое што живееме, не знам дали го делите истото чувство, се помалку имаме можеби такви луѓе или се поретки. И верувам тука настапуваат психолозите, од кои што и самите луѓе или клиенти кога доаѓаат покрај тоа што го бараат стручниот или професионалниот одговор за одредениот нели проблем, односно ситуација во која што се наоѓаат, туку една топлина, насмевка, нешто кое што меѓу другото треба да им го даде тоа чувство. Колку, Марија, се соочуваш со такви ситуации, да речеме, во текот на секојдневната работа и што е она кое што е најчесто како совет или во пракса се докажало дека кога постои, без разлика дали е пријателски однос, дали е партнерски однос, кога постои хуморот, колку тоа ја држи основата здрава? Така, во нашата секојдневна работа доаѓаат луѓе кои се под стрес и кога луѓето се под стрес, особено под хроничен стрес, се помалку се смеат, односно не им е до смеење. Доаѓаат по стручен совет, да, но очекуваат да видат таа блага насмевка, како што кажавте, очекуваат да видат една блискост и топлина, а со хумор брзо и лесно се постигнува тој момент на блискост. И по некое време и ние очекуваме со работата и техниките да видиме кај нив најнапред една опуштеност, блага насмевка, а подоцна како они се смеат во самите разговори. Веќе тука забележуваме дека на психолошко ниво клиентот кога почнува повторно да се смее, она што било подзаборавено претходно, кога почнува повторно да се смее, се чувствува психолошки побезбедно и техниките имаат влијание. Ние дефинитивно внесуваме хумор. Голем дел од позитивна психологија е дел од мојата работа и во моите техники, така да од една страна ние ги вртиме клиентите на позитивната страна, да гледаат на позитивната страна, да ги доживуваат моментите позитивно, да ја гледаат позитивната страна на животот воопшто, дека постојат позитивни моменти и да се свртат кон позитивното размислување, за да можат да ги акумулираат оние негативни чувства кои ги имаат, бидејќи луѓето кога се во проблеми ретко забележуваат убавини околу нив, ретко забележуваат и мислат позитивно за нештата околу нив. И се ги вртиме техниките на тој начин, таму каде што забележуваме дека мислата отишла толку многу негативно и им влијае на целото нивно ментално здравје и секојдневно функционирање. Дали како нација, навистина подзаборавивме да се смееме, ви ние коментираме, можеби порано сме се маскирале, сега веќе тоа некако природно не ни доаѓа често да го правиме, кога има нели поводи, се разбира, но и со Никола напоменавме дека најчесто шегите знаат луѓето да се насмеат ако нешто скролаат, најдат на интернет и така натака. Меѓутоа, оние собири каде што ете имаме пријатели кои што не смеат, никако како полека да исчезнуваат. Тоа е можеби и новото време, си го прави своето, но дали генерално како нација заборавивме да се пошегуваме на сопствена сметка, да се смееме, да се радуваме или да гледаме на позитивната страна на денот. Можеби друга страна, на тој начин ви имате повеќе работа и повеќе клиенти, но ете, што би прокоментирале за ова? Така. Потребата за смеење не е заборавена, таа е основна психолошка и биолошка реакција на самиот организам, но она када се насмееме е малку подзаборавено. Не затоа што не сакаме да се смееме, туку затоа што брзиот начин на живот, постојаното фокусирање на човекот денес на постигнување на цели, на брзи реакции, на реагирање на одредени закани, постојано мора да донесува одлуки, брзи одлуки. Притисокот кој го чувствуваме, всушност ги доведува луѓето да
да се вртат кон одговорност, кон постојано решавање на проблеми и подзабораваат на таа спонтаност, убавина, игра, задоволство, уживање и постојано се насочуваат само да решаваат одредени задачи, а подзабораваат да уживаат во моментите. Истражувањата покажуваат пак дека децата многу повеќе се смеат, бидејќи нивниот начин не изгледа така брз, спонтан и да носат одлуки, односно се смеат до 300 пати во текот на денот, а ние возрастните за разлика од нив се смееме до 20 пати во текот на денот, што навистина е многу голема разлика. Тоа не значи дека ние сме станале постудени, туку сме станале едноставно посериозни во начинот на функционирање, а не без потребата за смеа. Значи не е подзаборавено, туку некако поизоставено да му посветиме внимание во секојдневниот живот. Самата смеа всушност е регулација на притисокот и токму затоа ние психолозите ги движиме клиентите кон тоа да си го регулираат стресот и притисокот заедно и со смеат и позитивните моменти. Стендап. Апсолутно. Вие дали еден од начините на кои што сакате да се релаксирате, да поидете на стендап? Да, апсолутно идеме, да. Кога ќе го почувствуваме тој Последно бенефит, сега бевме на Игор Чамбазов, така да. да, кога ќе го почувствуваме тој бенефит, веројатно се повеќе и почесто сакаме да бидеме дел од така забавни и хумористични настани, но за оние кои што го прават или создаваат тој хумор, кога веќе го споменавме притисокот кој може да се почувствува, веројатно го чувствуваат токму и тие. Никола, верувам дека го чувствуваш од време на време, особено заради тоа што сите некако очекуваат да ги насмееш. Дури во нели поблиските кругови, претпоставувам. Да. Не секогаш може би тебе ти еден од за правење шеги или за смеење, но моето чувство е дека пак полесно може да го направи тоа оној кој што е нели комичар или кој што го работи тоа, отколку било кој друг од нас. Некако тоа е одврната река, како велиме. Така. Си доаѓа спонтано и почесто. Така, точно се согласувам со тоа, затоа и неколку пати сум го кажал тоа дека јас сум цел живот таков и затоа сите мои блиски коментираат конечно веќе исплива на површина тоа што требаше од многу оддамна. Многу е полесно, да, за тие луѓе што да речеме, не знам, тоа им е, не знам, изворно некако и јас обожавам и од секогаш сум обожавал да, не знам, да ги насмеам сите што се у просторијата со мене, дали е тоа фамилиарен ручек, дали е тоа на работа. Затоа многу често сите ме прашуваат или ги прашуваат мои блиски, абе добро, вака е ви во живо или така да сосема сум тој кој што сум и на видеата и не знам и на стендапот, дали се работи за на работа, сега да отидете кај колегите да ги прашате, да ќе го потврдат тоа. И најбитно од се е она што гледам да го практикувам во последните години е да сум обкружени со позитивни луѓе. Знаете како позитивните луѓе влијаат позитивно на вас. Некако алергичен сум да седам со луѓе кои што постојано се жалат, кои што се негативни и слично, затоа мислам дека и се заборави малку она да се насмееме, бидејќи секој некаде брза да фати некои рокови, не знам, брза да постигне некој идеален живот кој го гледа на интернет, а не постои и слично. Да. И затоа се разочаруваат многу често луѓето и избегавам токсични друштва, негативни друштва, бидејќи не може никако да напредуваат и тоа ми се докажа у пракса дека последните години откако се обкружив со позитивни, убави луѓе, да речеме, кои што размислуваат за позитивни работи, зборат само позитивно, се не викам дека нема лоши работи, но секако тоа е дел од животот. Да. Меѓутоа, вистина е она што го вика дека ако бидеш во позитивно друштво и ќе напредуваш во животот и се ќе ти оди напред и тоа ми се докажа и во пракса. Да, Марија, ние живееме, неколку пати напоменавме, секојдневието ни е некако сиво во последниве, па и години, последниве месеци особено. Обкружени сме, бомбардирани на некој начин секојдневиот, односно човекот во секојдневието е бомбардиран со негативности од сите страни, од медиумите, од печатените медиуми, од електронските, од секаде стигнуваат негативности. Како да се избориме со тоа или како, не знам, кој е вашиот совет стручен со оглед на тоа што сте психолог по професија, да некако
не води тоа во денот. Сепак, како што вели Никола, да гледаме на позитивната страна и тоа така треба да биде, но не секој тоа може да си го изменаџира. Како едноставно во ова сиво време кое што го живееме, па и светот генерално, нели е се уште во војна и за жал неубави работи се случуваат, а тие стигнуваат и до нас, како да се збориме со лошото и да едноставно погледнеме на позитивната страна на денот. Така, кажа и Никола, да се обкружиме со позитивни луѓе, тоа е првото нешто кое можеме да го направиме, но не секогаш тоа е единственото нешто и само тоа може да ни помогне, бидејќи како што кажавте се случуваат војни, се случуваат неубави работи, а тие стигнуваат до нас и од ден на ден сите како да сме во исчекување дека лошото ќе дојде, но со тоа исчекување лошото ќе дојде не си го правиме моментот подобар, туку го губиме моментот во исчекување на не знам лошата иднина, а иднината не знаеме таа лоша иднина кога ќе се случи. Многу често си го губиме моментот мислејќи се преоптоваруваме. А немаме контрола врз сето тоа. Имаме контрола само на моментот кој сега овде сега го живееме, а сакаме сите да се чувствуваме добро. Па зошто да размислувам каде сум сгрешил, дека во иднина ќе се случи истото, дека војната ќе стигне тука, а не знам кога ќе стигне. Ние никогаш не знаеме во иднава секунда што ќе се случи. Зошто да не се посветиме на оваа секунда која сега ја живееме, да се смееме, да се чувствуваме добро, да си се посветиме на себе, да бидеме обкружени со луѓе кои така ни се позитивни, ни значат, да пренесеме позитивна енергија. Или како што кажавте, не е лесно да мислиме позитивно, да ни кажат, па мисли позитивно, па сврти се на позитивните. Не е тоа лесно. И ние кога ќе им кажеме, ама имам постојано негативни мисли, клиентите ни велат и тоа трае и не можам да се ослободам од нив. Ние не можеме да им кажеме, па мисли позитивно. Сврти се џабе, не може да мисли веднаш позитивно. Тоа е тренинг, тоа се еден куп техники кои доведуваат до тоа, треба време. Ако личноста подолго време функционирала така на негативен начин, со негативни мисли, она не познава ништо позитивно околу себе и не ни знае дека постојат позитивни работи. Дури во позитивното може би ќе го види негативното. Негативното го гледа и во позитивното, така да тоа постепено се оди чекор по чекор во секојдневието, во моментот, во тоа што се случува тука, во цвеќето, во дишењето, да се најде позитивно, да ја види убавината околу себе, во своето семејство, во своето здравје, за подоцна да почне да размислува, можно е навистина, постојат и убави работи, па тоа е постепено чекор по чекор. И смејате, и позитивното размислување е тренинг, е вежбање, секојдневно вежбање. Не можеме ние наеднаш да се чувствуваме позитивно, ако постојано сме биле во некоја негативна средина и сме размислувале негативно. Треба време, треба чекори за да може да се дојде до таму, но првиот чекор е да се обкружиме со позитивни луѓе, може би дефинитивно. најклучно треба волја и желба. Да гледаме сепак нели кога ќе дојдат кај нас веќе имаат волја за да функционираат поинаку, само не ги знаат чекорите и насоките. Да, откако ќе се освестиме, веројатно потоа со чекорите и насоките малку полесно или се обрзува темпото во таквиот начин на размислување и чистење од тие токсини кои што можеби претходно ни го прават проблемот и не влечат надолу, како видиме. Но ако зборуваме за можеби нешто што го смени начинот на пренесување на хуморот, тоа се разбира дигиталната ера, социјалните мрежи, платформите кои ќе велиме тоа е мач со две острици, ако не знаеме да го користиме или да го употребуваме како што треба. Ако го користиме за читање на оние негативни вести кои што често не се пласираат, тогаш веројатно одиме во спротивната насока, но ако го користиме да ги наоѓаме токму тие комични, хумористични содржини, веројатно ќе си го направиме денот поубав. И верувам дека од аспект на оние кои го работат тоа, токму дигиталната ера е соодветно време или добро време, а социјалните мрежи и платформи се одлична можност да тоа се прикаже на еден таков начин, што повторно е доказ, Никола, кај тебе со оглед на сите оние следбеници и оние кои што даваат позитивни коментари дека навистина се смеат од срце. Значи, повторно гледаме позитивно во нешто што сметаме можеби дека е негативно, односно начинот на тоа како се користи, како се употребува и како се перцепира. Да, па види многу често да речем во видеата исмевам некои да речем проблеми или болести кај нас во нашето општество што се секојдневни. Ми тоа гледам тоа да го направам на саркастичен начин, па луѓето се смеат, иако позадината многу често ми е некоја порака сосема друга, затоа и
да речам 99% ми се позитивни коментарите, но гледам дека има некоја група на луѓе кои што не ја сваќа позадината на целото видео и ќе пишат зарем ова треба да е смешно и не знам некако должам објаснување, па ќе му пишам коментар не треба да е смешно, само треба малку пошироко да го видиме сето тоа. А инаку точно дека социјалните мрежи стана еден дел од, да речеме, нашето секојдневие без кое не можеме. Но како што кажавте е меч со две острици. Постојат многу луѓе, да речеме, на социјалните мрежи, барем кај нас, кои што не рекламираат позитивни вредности и слично. Значи, се рекламира еден лажен живот, да речеме, кај што гледаме дека сите се среќни, дека сите имаат премногу пари, а во реалноста тоа не е така. Не знам, барем јас така го гледам тоа, бидејќи имам примери од кои што можам да го видам тоа дека е така. Значи, спонзорираат, не знам, коцкање и некој живот кој што младиве денеска го зимаат како пример. Па затоа многу често имаат и разочарување или заглавуваат, да речеме, финансиски, нешто што е, за жал, што зема се повеќе и повеќе замав. Затоа сметам дека ние како некои креатори на социјалните мрежи имаме многу поголема одговорност отколку што тоа да го гледаме како еден вид на забава, бидејќи сепак, да речеме, не следат 30.000 луѓе, тоа не се малце, тоа е еден градски стадион, кај што ти можеш да ги насочиш или погрешно, или, да речеме, да ги насмееш и да им го направиш денот, така да се зависи до нас како ќе го искористиме тоа. Никола, спомена во петокот го имаше последното шоу. Во неделата, да. Во неделата, извини, кој сум јас. Сега веќе можеме да зборуваме за твои настапи надвор од Македонија. Точно. Не знам дали со истото шоу ќе одиш и во Берлин. Со истото, да. Во мај. Прашањето ми е, со оглед на тоа што се повеќе споменавме стендап културата и сцената кај нас е во подем, што е добро. Тоа веројатно зборува колку на нас како нација навистина ни е потребно некој да не насме и да имаме стендап настапи насекаде околу нас, па да не знаеме работава на кој да отидеме. Тоа би била добра слика нели за нашето општество, но кога веќе стендап артистите се прошируваат и подалеку, значи зборуваме за Германија, за Швајцарија, за Словенија и за други земји кои што покажуваат интерес да организираат стендап шоуа со македонски артисти, тоа веројатно зборува дека и нашинците кои што се таму отидени имаат потреба да се насмеат на сопствениот јазик. Што вели еве твоето мало искуство во поглед на нели настапите можеби надвор од земјава, но верувам дека допрва ќе бидат и во што поголем број, заради тоа што повторно се сведува на тоа дека хуморот е потребен на секаде, особено на оние кои што се македонци, а нели од X причини, најчесто од нели неубави причини, ја напуштиле сопствената земја, отишле за подобро утре во некој друг град или друга држава и веројатно таму уште поголема е потребата да се насмеат на сопствениот јазик. Дефинитивно, јас имам многу почит за тие луѓе, бидејќи како што кажавте вие, нели не по нивна волја можеби си барале подобра иднина таму. И според она што можам да го видам, бидејќи многу луѓе наши ме следат од другите земји, има Инстаграм и своја статистика која го покажува тоа од кои држави, од каде те следат. И многу често ми се случува кај нас последниве месец дена барем да ме сретнат луѓе кои што се дојдени од Холандија, имаше луѓе од Шведска кои беа дојдени, не знам, на одмор во Грција ќе ме сретнат луѓе од Белгија наши што ме следат. И што гледаме на убава поддршка и сите ме прашуваат ајде дојди кај нас, ајде дојди кај нас, ајде дојди кај нас. И сега некои терени ги испитувам се уште и гледам дека конкретно Берлин премногу е полн со македонци, има некоја таква убава енергија, млада енергија градот и сакам да почнам од таму па да видиме на каде ќе отидеме и гледам дека луѓето едва чека да дојде некој и да си го слушнат нивниот домашен јазик во друга држава. Така да верувам дека ова е само некој почеток и не знам, мене ќе ми биде ептен задоволство за да можам да ги насмеам. Кога е шоуто? Во мај? Во мај, да, 23 мај е во Берлин. Имаме некои планови за понатаму потврдени, меѓутоа понатаму ќе ги откријам.
Одлично честитки, поздрав за сето ова и веројатно добродојдено, како што рековме, за оние кои што се надвор од нашата земја, а сепак да се насмеат на нашиот јазик и да го почувствуваат хуморот. И кога веќе ја реализираме оваа тема на соодветен ден или на 1 април и го споменавме фактот или статистиката која што постои истражување, податок, како и да го наречеме, смеењето кај децата и смеењето кај возрастните, таа огромна разлика во однос на бројката. Ке сакаме да ги погледнеме децата или да направиме на таква анализа и да видиме зошто или кои се причините за кои што тие почесто се смеат, отколку ние возрастните. Што е оно што треба да го поправиме, колку треба да бидеме освестени во текот на денот, на секојдневието, па дури и во секој момент, како видиме, да може да зголемиме таа бројка на насмевки или смеењето кое што ги имаме во текот на денот, а со тоа и да си го подобриме секојдневието. Кои се можеби препораките до оние кои што не следат како да бидеме деца или да го разбудиме детето во нас во однос на смејата, а со тоа и позитивната енергија се разбира во која што сакаме да бидеме и обкружени, но и така да се чувствуваме. Така, и благосостојбата во која сакаме да бидеме, односно да си лачиме секојдневно како децата хормон на благосостојба, односно ендорфин. А кај нас возрастните се повеќе е присутен кортизолот, односно хормонот на стрес, кој треба да го намалиме всушност ние како возрастни, односно да почнеме да играме, да дадеме значење на малите нешта, да уживаме во малите нешта, затоа што со текот на годините како ние стануваме повозрастни, всушност одговорностите кои ни се даваат ни даваат чувство на поголема грижа за нештата, а таа грижа и одговорност ни го намалува смеењето, за жал, односно го намалува хормонот на благосостојба. Всушност ние треба да се вратиме на она кое сме го имале како деца. Леснотијата која сме ја чувствувале за нештата околу нас, за животот. Не значи ако имаме повеќе обврски и одговорности и треба да постигнуваме одредени цели, дека ние не треба да обрнеме внимание на убавината на животот, на леснотијата која можеме да си ја дадеме, како што тоа најдобро го знаат децата. Децата помалку се насочени на онај рационален дел на размислување, повеќе се на емоционалниот дел насочени, токму затоа се лесни, слободни, помалку одговорност чувствуваат за нештата, бидејќи се уште не е толку силно развиено кај нив. Затоа тоа детското и искреното излегува од нив и смејата им е првото нешто кое го покажуваат и го изразуваат, бидејќи тоа е основна психолошка и биолошка потреба на луѓето. Ние, како што кажавме, ја подзабораваме поради многуте обврски кои ги имаме понатаму, на еве 1 април нека не биде повод да мора да се смееме, да има некоја шега, да е нешто смешно. Не мора да е нешто смешно за да се насмееме. Мозокот не прави разлика помеѓу намерна смеја и природна смеја. Всушност, ние може и намерно да се смееме, бидејќи самата смеја, едно кратко 2-минутно смеење го продолжува животот многу повеќе на сите нас луѓето. Така да седнеме покрај децата, да бидеме поблиску до децата, да погледнеме околу нас колку им убавени, колку можеме на мали работи да се радуваме, да не ги подзабораваме, да не подзабораваме дека во целиот тој стрес во кој живееме, дека можеме и со леснотија малку да функционираме, да видиме и убавината околу нас која се случува и да не подзабораваме дека тоа е наша основна биолошка потреба, затоа што луѓето на крајот на денот нема да се сеќаваат што сме кажале, туку како сме направиле да се чувствуваат. Така да се насочиме на тоа какви емоции пренесуваме и какви емоции ние сакаме да чувствуваме секој ден. Да. Внимателно да одбереме што гледаме, што читаме, со што се обкружуваме, бидејќи и колективната енергија е рефлексија на она кое што ни се случува во општеството, дали тоа било позитивно или негативно. А верувам дека за тоа голем придонес имаат токму овие стендап комедии. И уште едно прашање кон крај Никола во контекст на возраста, децата, возрастните, која е твојата целна група, поточно која возрастна граница најчесто ти е публика на стендап комедиите, кој најмногу се смеете вака, дали помладите, дали повозрастните или тука нема правила? Видите, тоа што ме радува е што границата е, гледам дека идат од 15-16 години, па ја имав таа чест да имам и гости во публика до 80 години. Значи, постари луѓе, кои што дури имаше и една бабичка, да речем женичка, 80 години, сама си купила карта, вика кога видов дека имаш настап, едвај чекав да дојдам.
И да, така да има и постари и помлади, и тоа ме радува и некогаш и во маркет, не знам, ќе ме застанат деца од 10 години да се сликаат со мене и не знам, нема некоја граница и тоа ме радува што буквално значи сите се смеат. Посебно и постариве бидејќи имаат многу поминато од нас, многу добро знаат и за што зборам, па може и нив им е смешно пошто јас сум тек на почеток. до материјалот. Да. И од друга страна и младите кои што сега влегуваат во брак, кои што сега се соочуваат со некои слични проблеми кои што ги споделувам јас на стендапот. Така да нема некоја граница да кажам од до. И тоа е добро. Тоа е одлично. Тоа е добро, да. Затоа што навистина треба секој буквално без разлика на возраста да уме да препознае нешто во артистот кој што го гледа и да се насме искрено од срце. Никола, може ли да откриеме од прилика зашто ќе биде новиот материјал на кој што веќе работиш, бидејќи спомена ово е нели за брак, семејство, деца, релации, партнерски и така натака, на што ќе се фокусираш бидејќи нашето општество извор на бесконечна инспирација има, нели зашто можеш да работиш, на што ќе се фокусираш во следниот материјал? Сакам фокус да ми биде малку јавната сцена, зборам јавна сцена од музички артисти до политичари, меѓутоа да ги, не знам, тоа да го обработам од сосема друг аспект, да не биде она класично сега, не знам, се смеам на овој или се смеам на оној. Здравје сакам до септември, октомври, можеби тоа убаво да го разработам и бидејќи како што кажавте, секој ден се случуваат лапсуси, секојдневно имаме ситуации од кои што не стендап може серии да правиме без прекид. Така да ќе видиме, оставам и јас да се изненадам себе си како ќе изгледа тоа. Добро, дали веќе денес успеавте да направите некаква бела лага или нели да насмеете некој со некаква шега? Па види, јас... Или денот е на самиот старт, па... Има време. На самиот старт е да, и меѓутоа избегавам, бидејќи јас некогаш идам до екстремно, до екстремно, бидејќи сакам да бидам малце покреативен, да речеме, да не биде некоја класика, така да оставам денот да тече и да видам каква глупост ќе ми текне до крај на денот. И да видиме твоите дома, да, што ќе доживеат. Да, иако веројатно очекуваат. Па сигурно, меѓутоа, доколку бидам убедлив, можеби нема да препознам. И оригинален, впрочем, како и секогаш. Марија, се кажуваат ли шеги кај вас дома кога е особено 1 април? Да, апсолутно. И лаги. Смешни лаги, бели лаги, да. Ние цело време шеги си кажуваме, особено на своја сметка. Јас и мојот сопруг често се шегуваме на своја сметка пред нашите деца и они знаат да се чувствуваат многу послободно и побезбедно во тој простор, каде што можат и да ни укажат искрено, каде ние грешиме, директно ни кажат каде тие сгрешиле, да не се чувствуваат засрамени за ништо. Така да многу често ние кажуваме шеги, смеи и кога сме сериозни, така да денес не знам, не се ни видовме со децата. Не стигнавме, трчавме да дојдам тука. Но денот е долги, да, дефинитивно шегата. Споделување на впечатоците кои како си поминал училиште градинка, кој кого нели излажал, насмеал и што е она кој е било составен дел од оваа позитивна атмосфера и расположение кој што го имаме на 1 април. Ќе го завршиме конечно разговорот со кој што веројатно уживаме и со задоволство го правиме, но времето ни истече. Марија, во контекст на нели идните активности, настани во контекст на темата менталното здравје и одржување добро ментално здравје со смеа. Една од главните активности кои што ги има Центарот Маши и Марија е токму конференцијата за ментално здравје, ја одржуваат и минатите години. Веројатно и ова и тоа вродува со плод, има добри резултати, се подготувате и во мај за уште една. Планот е да имаме и во мај уште една конференција, со тоа што од годинава сакаме да имаме по 2 конференции, односно 2 настани во текот на годината. Некако чувствуваме дека подобро е во мај да направиме настан, кој нема да го наречеме конференција, одреден настан каде што ќе заземат секако учество децата цело време, заземат главно учество децата, но каде што ќе може да се истакнат со нешто кое тие го создале и го знаат многу повеќе и сакаме да го направиме по музички дел, каде што секако и хуморот, да не забравиме, е дел од нашите настани цело време. Ева оваа година првпат не правиме маскембал во нашиот центар, инаку имаме секоја година правиме и такви настани, но оваа година не успеавме и не стигнавме од доврски.
Да, следен настан имаме во мај, но ќе кажеме конкретно како ќе се нарекува и што ќе се случува, а секако и во конференцијата имаме и хумористичен дел. Да, ќе бидеме во тек и со тоа, ќе информираме нашите гледачи кога ќе дојде момент, а тука ви се заблагодаруваме за вашето време и за тоа што бевте наши гости во Утринска на Тилма. Споминавме со Цеца на почетокот, Никола прилично подостапен за Утринската, со оглед на тоа што е стендап комичар, а никако стендап комичарица потешки за договарање, но ете, успеавме да имаме и гостин како Никола, кој од свој аспект за стендап комедиите, за хуморот, ни го долови и ова што е наша денешна тема, а Марија се разбира за она што психологијата го говори и колку тоа помага. Ви посакуваме успех сека во својата област или на своето поле и се гледаме во следна прилика. Продолжи да не смееш, да бидеш вежба за смеење за сите оние граѓани на кои што навистина им е потребно да се насмеат во текот на денот.